Ама вчера имавме координации, вонредни координации, па јавноста пренесуваше, па договаравме некои работи, па некои работи не договоривме. И тие координации се за тоа, за да знаеме текот на седниците како ќе биде. Воспротивно, која е причината ја да доаѓам кај вас на координации, ако тоа што го договараме и зашто ќе знаеме што ќе се случува, не го пренесеме на колегите пратеници. Од тие причини, председателе, после целиот ден што го направивте, морам да ви кажам дека треба да престанете да правите театар од собранието. Треба да престанете да ја девалвирате вредноста на институцијата собрание и на пратениците во ова собрание. Треба барем еднаш да бидете на висината на задачата и треба да прекинете да ги држете граѓаните, компаниите, пратениците како заложници која ваша внатрепартиска, теснопартиска агенда. Ние сме тука, ве чекаме веќе сат и 20 минути од времето кое што рековте дека треба да продолжиме. Доаѓа време, согласно протоколите, пауза после 2 часа да направиме. И сакам да ви известам и вас, и македонската јавност, дека 32-та седница ние ќе ја напуштиме. Ве чекаме пред вратава на Собраниево, за да влеземе за 36-та седница, да им биде јасно на граѓаните дека пратеничката група ВМРО-ДПМН денеска е цел ден во Собранието и дека пратеничката група чека да ја отпочнете 36-та седница со законите од економскиот пакет кои што граѓаните ги чекаат цело време. Откако сега ќе утврдите дека немате кворум, прекинете ја 32-та седница, пратеничката група на ВМРО-ДПМН е надвор и дајте да ја ги изгласаме овие закони кои што ги чекаат граѓаните, да заврши театарот кој што го правите. Благодарам. Ќе добиете процедурално. Ако имате доблест да го чекате одговорот, чекајте го одговорот. Да, точно е, вчера имавме координација и првиот говорник за денеска беше Дајанчо Ефтимов и беа 11 говорници. Ја вчера не може да предпоставим кога и во кое време ќе заврши седница, за да може да се определам за продолжењето на другата седница. Ова слика би требало да ја има во јавноста и гледа јавноста. Можете да одите како што тргнавте, професорке, да си одите. А ја за јавноста треба да образложам зошто се решив седницата да се продолжи денеска. Се решив да се продолжи денеска затоа што според списокот на присутност на седница на Собранието, денеска се имаат подпишано дека се присутни 101 пратеник. И ќе ги читам по име и презиме кои се подпишали за денеска и како што одат и како што не се тука ќе барат патни трошкови утре, а граѓаните треба да ценат дали тие дошле за наседница да бидат или се дојдени само за патни трошкови. 4 години сум веќе за неколку дена до 27-ми председател на Собранието, вклучувајќи ги и претhodниот мандат. И 4 години се борам за статусот на институтот пратеник и на дигнитетот на Собранието како законодавен дом и дом на граѓаните, не на политичките партии и не на пратениците. И јас ќе ги читам пратениците кои што се подпишале денеска.